Прво, ние очекуваме да не приме градоначалника, па да се скажеме проблемите кои имаме. Работи се за една ситуација која не ја покажува правата слика на терен. Именно со студијата што е направена за заштитено подрачје, не се офанени податоците, не се точни. Во истата таа студија кажува дека доминантен собственик е државата, меѓутоа не е доминантен собственик. Доминацијата важи над 80-90%. Може би има подрачје предели дека доминантен собственик, па и исклучив собственик може да е државата, меѓутоа голем предел од заштитеното подрачје е во доминантна собственост на приватниците. Со заштитеното подрачје, кога се прогласи некој подрачје за заштитено, одма добива спецификација на природно наследство. Значи се рачуна како природно наследство и тука се ограничени можностите за експлоатација на собствени имот. Ограничени се собствениците за експлоатација на шумите. Ограничени се собствениците за експлоатација на земјоделското земјиште. Заради тоа што и миналиот пат кога казах, може со закон за заштита на природата да се ограничи користењето на пестициди, заштитни материјали за заштита на растенијата. Значи, може да се намали родо, апсолутно родо може да се намали и да не се употребува. Кажано во студијата е кажано дека шумите кои се во приватна собственост не се експлоатираат за собствени цели. Не е точно. Малешевијата, претежно сите граѓани, се греат на дрва. Затоплувањето е на дрва. Дрвната маса ја користат од собствените шуми и мораа да ја користат. Това што се ограничува експлоатацијата на шумите, мисля дека е решено, апсолутно е решено со законот за шумите. Не може кој ке иска да исече шумите по било кој основ и колку иска да сече. Законот за шумите кажува колку може дрвна маса од одредена површина да се одсече. Према тоа нема потреба од дополнителна заштита. Дека голем дел од беровци живеат од експлоатација на шумата е факт што може да се послужи и преку барање на податоци од шумско стопанство Малешево Берово, кое врши дознака и се наплаща такса за експлоатација на шумите, колку дрвна маса се користи од приватните шуми и дека доминантните собственици кои се приватните лица не можат да користат сега дрвната маса доволно заради тоа што им е ограничено. Нема тоа што ни им е кажано на свето, оти со законот за заштита на природата можат да добива и надоместок. Ако некој му го ограничи експлоатацијата, односно користењето на земјиштето, има право на надоместок. Тоа надоместок никој не го спомнува. Можеш ли да ни кажеш кои се вашите барања още еднаш са? Наше барање пред се да се повлече таа одлука или барем да се ревидира таа одлука, да се сведе таа подрачје кои стварно има потреба од заштита, като што се мурите, како што е изворот на брегалница Ченгино кале, како што е Кадијица, тие можат да бидат заштитено подрачје и ние немаме ништо против тоа заштитено подрачје. Меѓутоа да се заштитува подрачје таму дека се вршат земјоделски и сточарски работи, не се слагаме. И барем во третата зона треба и мора да се повлече таа одлука. Докаде сте спремни да одите со протестите? Сега тоа не мога лично да го кажам, оти се има свет кои се още повеќе засегнени од мене. Што може после состанок општината пак да ви помогне? Може општината да помогне многу. Согласноста за заштита на подрачјето произлегува од општината, иако миналиот пат ни беше кажано дека тоа е проектот го работи швајцарската амбасада, не е точно. Проектот е изработен по барање на општината, на локалната самоуправа и локалната самоуправа согласно законот за заштита на природата, ако се исполнени целите или ако не може да се исполнат целите, може да побара да се ревидира или да се повлече таа одлука. Това е право на општината. Очекувате ли градоначалникот на Берово да ви излезе во пресрет? Мисля да оти и градоначалник и советниците треба излезат во пресрет, оти они произлазат од тоа крај и они се засегнени на некој начин. Оти ако нема земјоделие, ако нема шумарство, многу свет ќе се заминат од тука. Има деца кои заминаа веќе од тука, оти баш не можат да користат благодетите на шумата која има собствена шума да ја користат. Оти беше им забранено и сега за да експлоатираа шумата, дрвната маса која беше дозначена, не беше им дадено можност. Сега обеќаа дека ќе им се даде таа дрвна маса и дека и за наредните 2 години ќе се врши дознака за сеча, меѓутоа колку ќе тоа биде не знам. Нашиот приоритет е да се повлече барем во третата зона. Одлуката за третата зона да се повлече. Во овој период додека се решава ситуацијата, колкави се загубите?
на луѓето кои екзистираат од ова? Ај sad не мога да кажа колку ви се загубите ми. Меѓутоа, Сигурно и има. Да, дали ги Сигурно и има. Сигурно и има. Па замислете сега ако продължи така студено време, свет веќе нема дрва, не може да дрва да се донесе. Оти грената сезона секогаш за огрев в домаќинството се користи дрвната маса. Не 90%, 100% беровци, моросевијата користат за затоплување дрвна маса.